А нашата утринска тема ја продолжуваме, поточно ја започнуваме и токму е посветена на семејното насилство и фемицидот со оглед на случувањата кои што ги имаме во нашата земја, особено последното случување кое што ја вознемири македонската јавност. По тој повод и во контекст на днешната тема направивме и анкета. Марија ја направи анкетата, па ги прашавме граѓаните или оние кои што ги сретна Марија, што или на кое е нивното мислење за бројката на семејно насилство кое што имаме во нашата земја, дали некогаш биле сведок, дали би пријавиле семејно насилство и дали доколку се жртва исто така би побарале помош. На овие прашања одговорија оние граѓани кои што Марија ги сретна, па да го слушнеме нивниот одговор. За семејно насилство, дали сметате дека е сериозен проблем во нашето општество? Па сериозен, семејното насилство како? За ова што се случи за девојче? Да. Семејното насилство се знае дека е вакво казниво, мислам. Не сум била сведок, фала Богу. Мирен живот имам, ама што слушам по телевизија не ми се допаѓа. Навистина, кога слушам се потресувам и навистина од секош имало, да речам. Меѓутоа, у последниве години зачестено е кај нас тоа. Сметате дека доволно се интервенира? Не знам становите како, али треба. Подобро се спречува или нешто да се деси, нели? Тоа, државата треба да седи. Не знам, би требало нешто да се превземе. А не знам колку се превзема тоа. Ај, како се? Да, Ивене, во студио го слушнавме гласот на дел од граѓаните, иако тоа коментираме во студио, би требало да го слушнавме и гласот на некој маж или некој од машката или посилна популација. Како и да е, денеска ќе имаме интересна, не на некој начин дебата, но мислам дека ќе биде убав разговор каде што ќе можеме да слушнеме размислувања од два различни аспекти, како што потенцираше и една од оние кои што премалку зборуваа на анкетата, вознемирувачки се сите оние работи кои што се случуваат изминатиот период и кои што се во јавност, односно достапни низ медиумите и можат да стигнат до поголем број на луѓе. Но за жал, ваквите ситуации се секојдневие за многу луѓе и за многу семејства кои што едноставно можеби немаат начин таа приказна да допре до поголем број на луѓе или не би ни требало да допре, едноставно треба да допре до институциите кои што треба да го решат сето ова. Но за жал, тоа е еден лавиринт кој што веројатно на крајот за жал завршува со на најнеубав можен начин со жртви и веројатно ова се дел од работите за кои што ќе дискутираме зошто се уште луѓето кои што се жртви на семејно насилство талкаат низ институциите барајќи проблем и на крајот за жал се случува лошото. Малку повеќе за целата оваа тема, за сите овие работи кои што ги живееме, за оние статистики кои што велат дека се во пораст фемицидите во нашата држава. Ке зборуваме со Хајди Штерјова Симоновиќ, која што е проектна координаторка во национална мрежа Глас против насилство и до мене доктор Крстен Маљановски, кој што е криминолог, психолог и кој што животот едноставно го посветивте на оваа проблематика и имате разбирање за голем дел од работите кои што се случуваат, но ќе имаме можност на еден по сликовит начин, на некој начин да кажеме, да им ја доближиме целата ситуација или приказна на нашите гледачи за да им биде малку појасно. Може да започнеме со ситуацијата која што не инспирираше или за целата оваа тема да ја реализираме тука во утринската. Хајди, последен пат се видовме пред некој месец кога исто така зборувавме за фемицидите и веќе статистиките велат дека тие се за жал во пораст. Што се можеби најновите ваши сознанија во поглед на сето ова? Во однос на бројки сега конкретно точно не можам да ви споделам кои се конкретните бројки. Ние нели побаравме од институциите и од МВР и од другите институции од Завод за статистика да ни дадат и тоа разделени нели по овакво разделени статистики за фемицидите што се имаат случајно во изминатиот период, меѓутоа се уште ги немаме спремни тие бројки. Меѓутоа да, секако дека има зголемување и пораст на фемицидите. Зошто е тоа така? Јас би рекла затоа што немаме соодветен и навремен институционален одговор. Значи секое убиство
посебно убиство на жена, сметам дека може да се спречи доколку имаме воспоставен систем кој што функционира како систем. Значи, кога зборуваме да функционира како систем, тоа значи дека секоја од институциите кои што имаат одредена улога во давањето на заштита и спречување да се случуваат насилства, мора навремено и соодветно да ја превземе и да, нели, својата обврска да ја спроведе така како што треба, за да жртвата биде заштитена. И ова е низ годините проблем, така институциите или се глуви или го прескокнуваат. До пред некое време викавме дека семејното насилство или насилството врз жени воопшто не се препознаваше, семејното насилство дека е приватен проблем, дека тоа е нешто во домот, нешто што не треба да се вади надвор. Сега веќе малку, да речам, ја надминавме таа реторика, меѓутоа за жал еве жртви пријавуваат, можеби се охрабруваат да пријават затоа што постојано зборуваме дека треба да се пријавува семејното насилство. Да, затоа што на почеток и тоа беше проблем, не се охрабруваат да приземат нешто. Сега се охрабруваат жртвите, ќе пријават во системот, меѓутоа не добиваат соодветна реакција од системот и тука веќе еднаш жртва што пријавила, потоа многу тешко и не добила соодветна заштита, многу тешко повторно се мотивира да, нели, пријави назад. И од тие причини, затоа што скоро во сите случаи на фемициди имаме историја и на пријавување, значи прво историја на насилство, континуирано насилство, меѓутоа и историја на пријавување. Значи жртвата веќе започнала, барала, активно барала помош. Ретки се случаите на фемициди кои што посебно тие што се случуваат во рамки на привршење на семено насилство, каде што жртвата воопшто не била евидентирана во системот или не побарала помош. Кога станува збор за фемициди кои што не се во при вршење на семено насилство, нели сега некој сторител од надвор убил жена и тоа е фемицид, меѓутоа во таков случај нели може да нема историја на пријавување. А во семеното насилство случаите тука скоро секогаш има историја на долготрајно пријавување, но не соодветна реакција од институциите. Да. Ова кое што го велите Хајди веќе ми се чини дека многу пати го имаме слушнато и веројатно реакцијата на секој од нас ќе биде уште колку жртви треба да имаме за да конечно профункционира системот или ако знаеме како би требало да функционира, зашто тоа не се случува. Со доктор Крста во минатото сме имале многу разговори на овие теми и од тука секогаш кога ќе се случи за жал ваква трагедија како што имавме во изминативе денови или изминатиот период, некако повторно се отвара таа тема, а сите оние кои што работат во таа област веројатно проблемите ги знаат на долгорочно или години наназад. Ни се случува и постојано ни се повторува ова сценарио и некако отпосле и самата јавност која што нормално е револтирана и вознемирена и разочарана од тоа кое што се случува, некако сама пробува да ги добие одговорите или поставува прашања, па тука и повторно и се овој говорот на омраза кој што го имаме за жал и на социјални мрежи, за тоа како досега не се забележало дека станува збор за таков лик, како не реагирал системот или некои што се надлежни. Од тука ме интересира, Крста, со оглед на вашата работа и на согледување на профилот на таквите луѓе, што е она каде што се прави пропустот од страна на институциите или оние професионални и стручни лица кои што тоа треба да го забележат. Ќе се задржиме конкретно на овој случај чисто како пример за тоа што требала таа личност да помине со оглед на тоа што била пријавувана, да се види тоа што треба да се види, а не се видело или се пропуштило. Знаете што, најнапред кога ќе речеме систем, нешто мене лично многу ми е тоа далеко. Системот сме сите ние. Да. Вработените во центрите за социјална работа, вработените во обвинителство, во полиција, во суд. Тоа е целиот тој систем, здравство исто така. Ако странка дојде, зборувам за центар за социјална работа, например, и на странката буквално вербално и се сугерира да ја повлече жалба, ова е тужбата. Што очекуват? Некој поединец од тимот за семејно насилство ја тера да ја повлече заради тоа што најверојатно ќе изгуби, најверојатно во некоја постапка. Ако странка дојде во полиција и некој тамо на пријавница и рече, дајте, молим, што секој маж треба да подчукне нешто, каде таа ќе се обрати? Ако треба да се обрати писмено до јавно обвинителство, до невладина организација, до СОС линија, сегде наоѓа на некој човек, бариера, човек од стручната фела.
И уште ако збориме за, ево во случајот бидејќи зборуваме за жени кои што трпат семејно насилство, и уште ако зборуваме за жена која што едва собрала храброст да пријави и пријавува со страв и со сомнеш дека можеби ништо нема да се случи и дека повторно уште полошо може да ја најде, да најде на ваков коментар. Знаете ли каква е таа одлука да го напуштите домот и да го пријавите својот сопруг, пријател, вонбрачен, партнер, и да го пријавите дека тоа и тоа го направи. Тоа е неверојатно тешка одлука за секој човек, а посебно за жената со сите своји карактеристики. И кога ќе најде на некои бариери, многу често се откажуваат. Ако веќе проработи, да кажеме, системот, и покрај тоа што кривичниот законот за семејно насилство, да не кажам перфектен, меѓутоа е навистина во огромен дел добар, представува почетна фаза на еден процес кој наводно прво треба да биде многу итен, значи ограничење со и временски, и кога ќе најде на едно одуговлечување кое може да трае со години, тогаш зашто зборувам? Тука се луѓето во прашање, навистина, меѓутоа и стручни луѓе. Законот за семејно насилство е во однос на поранешните времења навистина перфект. Слободно го кажам. Меѓутоа има некои работи што, например, може да ги продискутираме, што се неверојатно важни конкретно за овој случај. Изедначување на фемицидот со кривично дело убиство е еден голем напредок, признен од Истанбулска конференција. Сите оние барања скоро да се исполнете. Меѓутоа, самото пријавување и процесот низ кој се поминува е наистина тежок, ужасно тежок. Добро, и да видиме законот е добар, но системот не функционира. Како им порано беше, можеби по-добро во поглед на ова сега или работиве само се влошуваат? Институциите повторно... Знаете што, порано инсистиравме на пријавувањето. Сега го имаме пријавување? Веќе го имаме, не во доволно. Ја мислам дека секој 10-то семејно насилство се пријавува. Не ги зборувам овие екстремни фемициди. Замислете, во мојата канцеларија, пред мои очи, во рок од 45 минути, имаше закани на телефон 72 пораки. Можете да замислите, кога ми ги покажа, сега во оваа ситуација да ви ги кажам, што све имаше какви вулгарности и закани внатре. Жената дојде со 2 заба во главата, турната од поскали, да бара помош. Ние го збориме за екстремното, а ова психолошкото. Да, психолошкото е... Економското и сексуалното. Мислам тоа може би секојдневно тоа е веќе веројатно. И не се валоризира дека е семејство, така го прифаќаме како нормално, така зборувавме, хајде голем за жал премногу е нормализирано насилството. И во однос на ова само сакам да се надополнам дека во просек статистиките говорат дека жена пред да се охрабри, тоа што го кажа соговорникот, дека многу тешко се собира таа храброст, жена за да пријави насилство кој што долготрајно била изложена на различни форми на насилство, почнувајќи од психолошко, економско, можеби сексуално па до физичко насилство. Дури статистиката говори во просек, дури после 6-тиот, 7-тиот пат откако претрпела некаква да речам блага форма на физичко насилство, удирање, кубење, буткање, тоа се, па кога ќе го претрпе првото тепање посередно, тогаш дури се охрабрува да пријави. Значи жените трпат премногу насилство. Во однос само сакав ако може да се надоврзам на тоа Ивана што го кажа за дека нели се осудуваат жртвите. Значи говорот на омраза, па еве сега зашто она била со него, па ако бил наркоман, нели
ако потребувал таков како што бил опишува. психопат, ваков, таков, не знам, па што барала со него, па немала ли очи да отвори. Верувајте, јас верувам дека соговорникот многу повеќе може да каже за таквата, нели, структура на личности кои што буквално така умешно знаат да манипулираат, не само со сега дури на таксистот во таксито му го објаснував тоа што пошто истиот муабет го покрана во однос на тоа како жените грешат кога наоѓаат, нели, таков партнер. Значи, толку умешно знаат да изманипулираат. Јас сум правничка, не сум психолог, меѓутоа, нели, работејќи со жртви толку години веќе ги согледав тие работи. И со жртвата манипулираат, меѓутоа и со околината. Значи, зошто често се случува да се ама тој човек многу беше фин со сите комшии, многу убаво живееше, он за околината ќе биде можеби прекрасен, меѓутоа жртвата буквално ќе ја срози. Да, хајде, добро, споменавте и тоа е факт, веројатно дека се изманипулирани и таа и сите околу нејзе, но не би требало да бидат изманипулирани оние кои што го прават вештачењето, а колку што знаеме, поминал на вештачење и поминал добро. Да. И сега тренуваме една многу интересна работа. Значи, тука се пројавувало не еднаш, повеќе пати, не се обесхрабрила жртвата. Значи, ова е пропуск на тоа што тој си поминувал без никаква казна. Знаете што, има еден член во Законот за семејство, за наследство во семејството, не знам, 50 или 55, каде што задолжен е министерот за труд и социјална политика или сега министерот за социјална политика и демографија да даде правци за проценување на ризик. Јас таква работа не сум, верувате. Дека има таков правилник или нешто. Што значи проценување на ризик? Значи, стручните работници да бидат одлично обучени, а јас не знам знам за социјалата дека нема психијатар. Имаше пред 20 на години, сега нема еден психијатар или психолозите што да бидат феноменално обучени да не бидат изманипулирани. Затоа што во конкретниот случај огромна е веројатноста, не сакајќи никој да бранам, дека и колегата или колешката која го правела вештачењето биде изманипулирана. Има една категорија на луѓе кои се дефинитивно болни, тоа е психопати. Јас не можам сега диагноза да поставам, меѓутоа затоа што на крајата кришта човекот не е жив. Или манико-депресивни. Психопатите даваат високо интелигентни психопати вие исклучително тешко може да се препознаат дека го имаат тоа расстройство. Вие психопати можете да најдете насекаде. Од највисоки слоеви на општеството. Замислете, психопат човек кој отпушта 20.000 работници. Што мислите? Каква структура на личност? 90% тие имаат семејства, 30% кредити, он ги отпушта, дава отказ. Во конкретниот случај, меѓутоа овде збунува што извршил самоубиство. Значи, постои можност и манико-депресивна психоза дели. Значи, едно добро, солидно вештачење кое би требало да биде направено. Може би не од еден, затоа што ние сме сите различни, и во струката и во све, па да се разгледат. Имате една скала на психопатија, која јас не сум видел дека се употребува, а се открива психопат. Он дава слика, тоа е фактички, тоа се луѓе без совест. Во конкретниот случај, покрај тоа што ги убил дедото, таткото и партнерката, он се убил и себе си, што покажува црти на депресија. Значи, комплексно. Кои се тие проценки на ризик? Дали е проценка на ризик дека 5 пати пријавувала семејно наследство? Па да се сублимира тоа. Дали е проценка на ризик телефонските јавувања? Дали е проценка на пораките? Дали се проценка на ризик комшиите? Ние немаме, скоро да немаме, ја не знам колешката, пријавувања од страна на образовните институции. Немаме пријавување од градинките, каде што дефинитивно децата се облекуваат и се гледаат. Зборувам за семејно наследство. Зошто? Луѓето се плашат.
луѓето се плашат да прибават заради тоа што ако влезат во системот на судење, тогаш е веќе страшно. Како оди тој процес? Во однос на проценката на ризик, само сакам да кажам, значи од 2021-2 година, сега кој правилник како се усвојуваше на влада, значи донесени се 2 правилници во центрите за што важат за центрите за социјална работа и 2 правилници што важат за полицијата, кои што треба да ги применуваат во нивната работа. По еден од тие правилници, еден за социјала, еден за полиција, се за следење на извршување на итните и привремените мерки, другите се за проценка на ризик. Во тие правилници за проценка на ризик, буквално како чекор и на крај имаат и формулар точно како ова што го кажа сега Крсте, значи точно што треба се да проценат, значи буквално чекор по чекор да чекира, да проверат и тоа што е најважно е наведено и во законот и во правилниците, не е нешто што се прави еднаш на почеток кога ќе ја видите жртвата и толку веќе постојано во комуникација со жртвата, значи они мора да следат дали ризикот расте, дали ризикот се намалува и согласно со тоа да ги прилагодуваат мерките. Зборувате за жртвата. Јас зборувам за сторителот. И за сторителот, они имаат обврска да го проценат сторителот, значи да го имаат и надлежност да го повикаат, да го сослушаат сето тоа, значи они кога го проценуваат ризикот, ги проценуваат сите елементи. Дали употреба одредени психоактивни супстанции како алкохол, дроги, дали имал претходно насилство со претходни партнерки. Значи ако они во конкретни случаи, сега јас нема да навлегувам толку во детали, со тек на време добивме малку повеќе информации како одело сето тоа, дури и жртви од претходно негови жртви јавно искажа, значи доколку била направена таа проценка и доколку се следела проценката на ризик и од МВР, од полицијата и од центрите за социјална работа, тогаш и тоа се разбира во соработка со јавното обвинителство, тогаш можеби и немало да дојде до ваков фатален исход, затоа што ќе се откриеле дека има и други жртви, дека можеби били изрекувани мерки. Кога зборуваме систем, јас апсолутно се согласувам со вас дека системот уствари тоа е вака да го разбереме како еден ланец поврзан и тоа се алки и секоја од тие алки има своја улога. Не може ние да се однесуваме како, мерки се изречени од судот, меѓутоа не доставил судот известување до ЦСР, па сега ЦСР не го интересира. Значи, прво пропусте, меѓутоа според закон они мора, кога има привремени мерки, мора да го извесат Центарот за социјална работа. Добре, ние постојано низ медиумите, со години наназад апелираме и викаме, ги охрабруваме, пријавете насилство. И сега како во денешно време да пријави некој насилство кога гледа дека ние на крајот може нема да ги демотивираме жртвите да пријавуваат насилство. Тоа такво нешто не смее да се случи, меѓутоа апсолутно сите вклучително и со вас медиумите како седмата сила што ја викаат, значи ќе се трудиме максимално тој систем да почне да функционира, да има имплементација на тоа сето на хартија, кажа, колегата ставено е се, многу добро е ставено на хартија, меѓутоа мора да се имплементира. Јас најодговорно тврдам дека има луѓе кои што работат во тие институции кои што не знаат ни дека постојат овие правилници, а веќе се во сила 4-та година поред. Значи не може некој да ми се оправдува, објавени се на нивните веб страни. Ако можам јас да ги најдам, ако може некоја жртва сама да ги најде, тогаш тој што е вработен мора да ги има и да ги чита. Значи не може он да мене никој не ми ги дал. Кој треба да ти ги даде, да ти ги донесе некој на маса, да ти ги стаи во глава? Да, и точно е тоа дека ние и преку ваквите разговори генерално треба да се да се подигне гласот, но и да се освеста, да речеме, оние кои што се жртви на семејно насилство, дека да треба да се пријави, но и факт е дека ваквите случувања може да ги демотивираат и да им внесат уште повеќе страх. А како оди процесот откако ќе се пријави семејното насилство во контекст на ова што го споменавме, Крсте, за вештачењето или кога ќе се викне оној кој што е насилникот на разговор? Како оди тој процес? Дали оди за секоја пријава, после колку пријави, како тече тоа и како всушност се доаѓа до одреден заклучок дека да, тој е сега слободен, ако се случи повторно, после колку пати треба да се случи за да нешто се превземе, мака да се запознаеме малку со... Тоа е на проценка на ризик. Пријавувањето може да биде да не претрано, 5-6 институции. Од невладин сектор, Центри за социјална работа, полиција, директно во обвинителство, жртвата на семејно насилство да го пријави, да дојде, да пријави, да напише изјава и сите ти работи.
Каде да го пријави во овие институции нема да погреши, тоа е апсолутно не погреши. Да, се Добре. сите надлежни институции. Дури и локална самоуправа е внесена во процес. Тимовите, јас во тимовите работат навистина и прекрасни луѓе, меѓутоа таа едукација перманентно треба да се бава. Тимовите проценуваат дали што прават. Поднесуваат до јавно обвинителство од една страна полиција, од друга страна Центар за социјална работа, до јавно обвинителство пријава за сторено себеубиство. Ако е некој акутен случај, некое дело кое се случува во моментот и се пријави од комши, од жртва или било кого, тогаш се случува, тоа е друга поставка. Ние во тој момент, што мислам дека е мал недостаток, ја взимаме жртвата, ја публикуваме од семејството, го оставаме насилникот дома и жртвата и одредуваме шелтер центар да ја заштитиме. Што треба да е обратно? Што треба, има неколку законодавства каде што притворот е продолжен. И велат, 8 дена притвор е сосема доволно превентивна мерка за да не му текне уште еднаш кога се случи. Во криминологијата позната е една изрека, што би рекол, ако превенцијата не успева, тогаш репресијата мора да стапи на сила. Да. Благите изречени казни. Знаете, овие работи што ги изборуваме остануваат за цел живот кај секој човек, а нарочито кај жената. За цел живот. Сексуалното насилство дури имаше и некаква иницијатива имавме да нема временско ограничување, да може да го пријави после 20, 30, 40 години. Значи да нема ограничување временско. Сите овие или психолошкото надеж. Па замислете да на ден да добивате по 5 закани. Од било кој тип. Така да на крајот судот одлучува. Судот одлучува вештачење. Судијата во постапката одлучува за вештачење. Меѓутоа пак зависи од човечкиот фактор, пак зависи од онаа документација што за жал, например, центрите за социјална работа не можат да добијат податоци за претходни сторени дела. Затоа мора да има затоа може соработка. полицијата. Да, значи полицијата во секој случај со неколку клика ќе дознае дали тој човек претходно бил пријавуван, бил можеби на друго место, меѓутоа да има историја на случајот. Постои уште една работа законот што ја предвидел, а тоа е меѓуресорска соработка. Значи, постои во сите случаи кога има пријавување на родово базирано насилство и семејно насилство, институцијата кај што прв пат ќе се обрати жртвата, дали е тоа полиција, Центар за социјална, најчесто во тие, ако е здравствена институција кој контактира Центар за социјална работа, они се должни да формираат меѓуресорски тим во кој што задолжително се вклучени полиција, Центар за социјална работа, по потреба невладина организација ако има одредени услуги кои што треба жртвата да ги добие, здравствена институција, и нели јавен обвинител ако има елементи на кривично дело го информираат, и сите они мора да функционираат како тим, и тоа течење, таа координација, течење на информации мора да оди непречено. Нема оправдување за сите овие актери во системот, кога збориме систем, кога ќе речат ама ние од наша страна направивме се, другите не направи. Значи не е точно. Вие сте едно, затоа викаме систем. Вие сте едно, вие сте тој ланец. Сите заедно треба. Во конкретниот случај ние немаме информација дека постоело меѓуресорско координативно тело, дека имале таква координација меѓусебно да ги споделуваат информациите. Тоа не мора да остане само на истиот град, сторителот е од друг град, значи мораш да се површиш со институциите и во тој град. Тоа мора така да функционира. Значи меѓуресорската соработка е клучна за да дадеме соодветен институционален одговор за жртвите да добијат заштита. Како еден пример, ако има време, само извини, ако може да кажам. Бев на студиска посета преку проектот што го водам, заедно со други колеги, меѓу кои обвинители, бевме на да видат како функционира постапувањето во друга земја, во Виена бевме. И меѓу другото имавме посета во полициска станица каде што ни објаснија како функционира точно. Проценката на ризик они ја прават буквално кога ќе добијат повик дека има акутно насилство, пријава. Они додека одат да дојдат до жртвата, тие што секаде контактира, секаде каде што треба, он кога ќе стигне на лице место, он веќе има
одредена слика и за сторителот и за жртвата дали имало минато насилство. Во конкретниот случај, значи ние имаме ескалација на насилството. Тоа значи дека од самите почетоци кога почнала, ако се правела добра проценка на ризик за оваа личност, може би немало ни да има, може би Росица немала ни да дојде до тоа да биде негова жртва, меѓутоа кога веќе од почетокот на пријавувањето до следните случаи имаме ескалација на насилството. Тоа за жал е занемарено од сите вклучени Како овој насилник има уште многу други во нашата земја. Како да препознаат, како генерално сите ние да препознаеме дека меѓу нас, нели често велиме се изненадуваме од насилникот кога ќе се преземе нешто ваква драстично. Како се станува психопат? Тоа е човек, тој се раѓа таков, дали низ детството претрпува некои трауми, нешто му влие, дали низ годините во адолесцентскиот период нешто исто така влие за да он дојде до овој степен, да речам, на вакво размислување. Затоа што видите се страшни манипуланти и они можат да се однесуваат. Кога би го знаел одговорот, веројатно би добил Нобелова награда. Меѓутоа, да, како имате право, се гради, карактерот? Има истражувања кои кажуваат дека да, како што имаме една категорија деца убици, една категорија во криминологите позната е, што еве не се случаи во близко околина така. Така и кај и психопатите. Како се препознава? Има некои интересни созданија, например. Психопатот во принцип не сака животни. Он ги гази, ги шутира од мал. Знаете, замислете сега 3 годишно дете да не сака живот. Он не знае што е животно, а камо не. Значи сепак уште во рана возраст има нешто. Од рана возраст покажува емпатија, можност, склонност кон манипулирање, лажење до нема и каде. Се да си задоволи некои своји внатрешни прохтеви. Со растењето тоа се зголемува. Психопат може да биде со коефициент на интелигенција исклучително висок. Меѓутоа може да биде и исклучително нисок. И таа лепеза, тоа е добро рангирано. Дури во психијатријата има разидување. Оние што се психопати во затворите велат, вработените во затворите велат, луѓе, овој човек не е за тука. Он е за релативно здрава средина за затворите. Он е за во болница. Во психијатриските болници кажуваат дека не века овој е за затвор. Така да и меѓу психијатрите има разидување во однос на исклучително внимателно треба да се постави. Исклучително внимателно. Имаме скали, имаме можност за обуки, имаме луѓе кои ја познаваат работата добро, меѓутоа Прашањето беше како ние меѓу нас да препознаеме дека можеби затоа што еве конкретно во оваа ситуација голем дел од луѓето рекоа беше градски лик, никој скоро и да немаше сознание дека може такво нешто да се случи. Значи секој може да биде меѓу нас, како ние да препознаеме дека многу тешко. Многу тешко. Значи сепак треба да има некои трегери кои се препознава, меѓутоа треба стручно лице навистина. Да, и треба веројатно едукација за тоа како да се забележат тие можеби некои знаци или како да препознаеме кога некој манипулира со нас, иако тоа е една друга и голема широка тема. Унако е што е на крајот од нашиот разговор, времето навистина брзо ни помина, како соговорници уште многу можеме да добиеме информации од вас, но ќе оставиме и за следна прилика. Како сублимација на ова кое што досега го кажавме, вие Крста споменавте кога дојдовте дека во текот на вчерашниот ден имало семејно насилство, вашата работа е таква да вие секојдневно ги гледате тие примери нели на дело или во пракса, како велиме. Ако прочитаме, ние прочитаме, ако се слушне, ако не, тоа така поминува, затоа веројатно и точната статистика не се знае колку и на дневно ниво има семејно насилство и од тука се поставува прашањето како луѓе со искуство и оние кои што работат во таа област, хајде вие и во однос на националната мрежа која што би требало во насока на едукација, апелирање, помош, а Крста се разбира и вие во доменот на онако што го работите и со останатите соработници за тоа каде сме сега
што направивме досега, каде одиме понатаму и што после вакви трагедии кои што реално се и трауми за општеството. Би требало да не отрезнат, треба да ги зајакнеме тимовите. Мислам, пак не искам сега да отварам други теми. Меѓутоа, факт е дека Центри за социјална работа покрај милион обврски што ги имаат, една од најважните ова. Тоа би требало да се посебен акцент да има. Знаеме каква е состојбата во Министерството за правда, мислам во судовите, со недостаток на кадри, а законот од друга страна бели ова постапка е хитна, најбрза, одредени се и часови, дури 12 часа, 24 часа за итните мерки. Судовите исто така би требало да реагираат многу брзо, затоа што ако има правда, таа правда треба да се види. Дека секој што сторил ќе биде казнен. А тоа со зајакнувањето, би кажувам, на системот, особено со стручна лица. Да вистина, за оваа проблематика стручна лица, не смееме бледо да погледнуваме на секое и најмало наследство. И несоодветни личности да бидат апсолутно на одредени позиции, каде што тоа може така да Многу помине. филтри имаме, меѓутоа, за жал, еве, праксата покажува дека завршуваме со дел. Не сакам да ги етикетирам, нели, има одлични професионалци кои што многу одговорно ја работат работата, меѓутоа, за жал, има и многу пропусти. Освен едукацијата, она што ќе го кажем и што е многу важно и во овој случај не смееме да го заборавиме и сега повторно ќе го повторам, мора да се спроведе темелна, целосна и одговорна истрага, затоа што ми имаме фемицид плюс уште едно убиство, значи имаме пропусти. Не може да кажеме дека немаме пропусти. Значи мора да се спроведе истрага, да се истражи кои алки од системот пропуштиле, не постапиле со должно внимание. Има една термин што постои во законот, постапување со должно внимание, кој што сите тие што треба да дадат соодветен одговор, мора да постапуваат соодветно со должно внимание, Не е направена проценка на ризик, да се процени, да се види кој не ја направил проценката на ризик навремено. Не биле известени, не знам дали сега биле или не знаеме. Центар за социјална работа, ако не биле, да се види зошто не биле известени. Ако биле известени, да се види зошто никаде ги нема во постапкава. Значи, има пропусти. Факт е дека има пропусти и кој ќе одговора на крај за тие пропусти. Точно, за да се утврди со име и со презиме, затоа што веќе од генерална одговорност, да, ние кажуваме има, меѓутоа системот не можеме да го изведеме пред суд. Значи, мора да се утврди со име и со презиме кои се од алките што ги кажуваме, тоа се луѓе, не е тоа ЦСР како институција. Мора да се утврди точно кој бил. Затоа што едукацијата е еден многу важен елемент и така постигнуваме одреден напредок, меѓутоа за тие што упорно одбиваат да постапуваат како што треба, заради нивни предрасуди, лични убедувања или едноставно неажурно работење. Да, или тоа што го спомена Крста на почетокот, или што ќе пријавуваш. Тоа дел од предрасудите, да речеме. Меѓутоа има луѓе што не сакаат да си ја работат, не се задоволни од работата или не знам што. Значи мора да се најде каде, недостатокот во постапувањето и тие да одговараат. За понатака, кој решил да работи одредена таква работа со огромна одговорност, да ја работи одговорно. Ако не може да ја работи одговорно, нека препушти простор на другите што може да ја работат одговорно. Знаете што, би само да се надополна. Имаше опуки, едукација, навистина прекрасни опуки за социјални работници, психолози, педагози, одреден број на службеници, полиција, инспектори, над 100 беа кои ги завршуваат обвинители, суди, тука е академијата и сите тие работи, да експерти. Што се случува? Како тие луѓе после 2-3 години да испарија. Ги променија работни места, дојдоа нови началници, и се изгуби целиот тој континуитет кој адвокати исто така беа обучувани. А фактот треба посебна обука за ова. За се треба посебно за овие проблеми. Тоа е проблем. Обуки мора да има и почетни, меѓутоа и континуирани. Не може еднаш некој поминал обука и да остане на таа. Да, меѓутоа да останат луѓето. Вие не можете да заврши обука, после да пребаците на друго деление или од инспектор за населен криминал да ставите на стопански или било како. Точно во МВР конкретно тоа и самите вработени го посочуваат тоа како проблем. А слични работи и во центри за социјална работа се случуваат и таму ги шетаат од поделение.
во делење. Факт е дека темата ни е обширна и времето секогаш кратко, но ние и понатаму остануваме доследни на тоа да ги обработуваме вака темите кои што навистина заслужуваат внимание и треба да допрат до што поголем број на граѓани, така што ова не е само почеток на сезоната, верувам дека до крај нистата ќе се дружиме повторно. Ви благодариме многу за гостувањето и за навистина убавиот и едукативен разговор. Беше убаво да се слушнат вака стручни размислувања. И потребно, со оглед на тоа што ни се случува, безброј работи, споменавме како недостатоци, има веројатно уште многу, а добро е да во некоја следна прилика видиме барем малку напредок во сето тоа.